Ве поздравувам сите и ви посакувам Божи благослов. И ве повикувам да отвориме одново во посланието до евреите, 11 глава, каде што застанавме со проучување кај 17 стих, каде што денес ќе продолжиме. Послание до евреите, 11 глава, 17 стих. Се уште сме со Авраам и неговото семејство. Авраам, вели овој превод, со вера го принесе како жртва Исака, кога беше искушуван. И тој што го доби ветувањето, го принесе својот единствен син, за кога му беше речено, потомството од Исак ќе се нарече со твое име. Зашто тој сметаше дека е Бог силен и дека и мртви може да воскреснува. И така да речам, го прими Исак воскреснат. Дојдевме до после повеќе од месец дена, каде што проучуваме само за Авраам и неговото семејство, до најголемиот испит на верата на која што тој бил подложен. Испитот да го жртвува својот син, но не било кој син. Туку токму оној син кој што пак со вера го добил на надприроден начин, со Божја сила и благослов, и кој што бил наречен синот на ветувањето. Ветениот син. Синот за кој што е речено дека по него ќе се нарече неговото име, дека по него, значи по Исак, ќе продолжи светата лоза и ќе се размножи неговото потомство како звездите небесни, како песокот морски. Јас би сакал, ќе се вратиме на овие 3 стиха од 11 глава посланието до евреите, но би сакал да го проучиме овој текст и изворно, како што е запишан во Битие 22 глава, па таму и ќе отвориме. Прва книга Мојсеева, Битие или Создавање, 22 глава, каде што станува збор за жртвувањето на Исака. Забележите дека во 19 стих што го читавме, апостолот го толкува Исак како да веќе бил жртвуван, како да стварно бил жртвуван, и како да Аврам си го добил назад преку воскресение. Како Исак стварно да бил убиен, но повторно Господ како да го воскреснал повторно и му го враќа на Авраама. Прашањето е, можело да биде така? Буквално. Значи, можел Господ да дозволи Исак да биде заклан од татковата рака и потоа да му го воскресне. Можело така? Можело. Но морало така? Не морало. Видите, така е и Христовата смрт. Се извинувам.
Апостол Павле пишува во второто послание до Коринтијаните, 5 глава, дека кога еден умре за сите, мислејќи на Христовата смрт, тогаш сите, што? Го знаете тој стих? Ајде да ве подсетам. Значи, ќе се вратиме на Битие 22 глава. Да отвориме за момент второ послание до Коринтијаните, 5 глава, 14 стих. 2 Коринтијаните, 5 глава, 14 стих. Бидејќи љубовта Христова не гони да го мислиме ова. Што да мислиме? Кога еден умрел за сите, тогаш сите што? Овој превод вели сите се умрени, како вели Константинов. Сите умреа, а умреле... Тоа е поточниот израз, превод. Тогаш сите умреле. Го разбирате ова? Значи, ова е многу битен елемент на објективното Евангелие. Кога Христос умрел на крстот, целото човештво умрело. Иако луѓето не умреле физички, сите луѓе што живееле на земјата тогаш, не умреле физички. Но ефектот е ист. Кога Исус умрел на крстот, тоа е исто како Господ да го утепал целиот свет, сите живи луѓе на земјата, и потоа со Христовото воскресение сите луѓе одново да ги воскреснува. Го разбирате ова? Тоа е само не морало да биде така. Доволно било само тој еден да умре и да воскресне, но ефектот е ист, ефектот е тој. Христовата смрт го откупило целото човештво. Христовата смрт и воскресение дало оправдание, дава спасение, дава живот на целото човештво. Објективно. Секој поединечно зависи кој ќе го прифати тоа со вера. Но Господ објективно го дал на целото човештво. Така и во случајот на жртвувањето на Исака, Господ интервенирал. Исак не бил убиен, затоа што не морало да биде, значи немало потреба да дозволи да биде убиен Исак, да потече и крв и сите трауми што сето тоа го носи со себе, па потоа Бог да го воскреснува и така да му го враќа на Авраама. Но ефектот е ист, ефектот е тој. Па да видиме. Првиот стих од 22 глава во Битие ни кажува: по тие настани Бог, искушувајќи го Авраам, рече: Аврааме, а тој одговори: еве ме. Бог продолжи: земи го синот твој единец Исак, кого што многу го сакаш, па оди во земјата Морија и принеси го таму како жртва сепаленица на една горичка што ќе ти ја покажам. Знаете што значи жртва сепаленица? Од таму потекнува зборот, изразот Холокауст. Изразот Холокауст е библиски израз. Од Септуагинтата, грчки израз, кој што се однесува на жртвите сепаленици. Првобитното негово значење. Прво прашање:
Кој апостол рече дека Бог никого не искушува, како што и самиот тој не може да биде искушен? Јаков. Што значи ова во првиот стих? Дека Бог, искушувајќи го Авраама, рече. Како гласи тука преводот во Константинов? На проверка. Тоа е многу поточно. Не? Многу поточно. Значи, до сега, за да го поправиме впечатокот, еве и две пофалби за Константинов. Не, имаме утки кои што не се до него, туку до извор, кој какви извори користел во преведувањето на Библијата. Значи, не се работи за искушување, така како што непријателот искушува. Непријателот, која му е целта кога искушува непријателот? Која му е неговата цел? Да паднеш, да доживееш пораз, дебакл, неуспех и да останеш да лежиш и по можност и да го загубиш и вечниот живот. Но овде се работи за испит, се работи за проверка, се работи како поинеко да го не тест. Зошто? Зошто Господ не само дозволува, обично велиме Господ дозволува да не наоѓаат разни искушенија, кои што не се од Него, но во случајов тој лично го испитува Авраама. Зошто му дава ваков ненормален испит? Замислете сега, дали можел Авраам да си помисли вакво нешто? Како може истиот Господ кој што ми дал ветување, го исполнил ветувањето, ми го дал синот Исак, и сега истиот тој да бара да го убијам синот Исак. Значи се паленица, значи требаше да го заколе, и сега мртвото тело да го положи, да го стави на олтарот, и што? И да го запали. И да гори. Можеш како родител да поднесуваш такво нешто? Аврам бил спремен тоа да го направи. Посланието до евреите ни кажува зошто бил спремен на такво нешто. Аврам многу добро разбирал дека гласот што тоа му го наредил е Божиот глас. Значи, Аврам бил многу добро го познавал својот Господ со сите претходни откровенија, така што знаел дека истиот Господ тоа му го кажува. Не паднал во сомнеш да не е ова од некој друг дух и така натаму. Но човек лесно би можел да си помисли дали е воопшто можно, како е можно Господ да даде вакво нешто, ваква заповед. Тоа не може да е од Господа, тоа може да е од непријателот, тоа може да е од измамник, тоа може да е од некој што го имитира Господа и така натаму. Но Аврам многу добро знаел дека тоа е од Господа. И зошто бил спремен? Зошто бил спремен тоа да го направи? Третиот стих вели: и утредента рано, откако стана, Авраам го оседла магарето свое, еве со што требало да патува, зеде со себе двајца од слугите своји и Исак, синот свој. Па откако нацепи дрва за жртвата, се крена и појде на местото за кое му рече Бог. Значи, Авраам, Исак и двајца слуги со дрва и магариња тргнале на пат, и од сето ова друштво, кој единствено знае што треба да се направи, таму каде што ќе стигнат? Авраам. Кој друг знае? Господ, но никој друг на земјата. Дали Сара знаела? Ниту Сара,
Сара с краја, да. Ниту слугите, ниту самиот, дали самиот Исак знаел која е целта на нивното патување? Вистинската цел. Да. Се до крајот ниту Исак не знаел. Тука ја гледаме мудроста на Аврам, не сакал да си го направи искушението уште потешко, со тоа што ќе ја открива таа информација на еден куп луѓе однапред, особено на жената и мајката. На третиот ден, 4 стих ни вели, кревајќи ги очите своји, Авраам го здогледа местото оддалеку. Значи, 3 дена патувале до која гора? Морија, која е таа гора? Тоа е Голгота. Истото место каде што Христос ќе биде жртвуван за целото човештво. Само Христос ќе биде жртвуван вистински. Вистински ќе биде убиен. Вистински ќе биде пролеана неговата крв за нас секако веќе била пред 2000 години. Вистински ќе ги поднесе сите страдања, сите маки, сите камшикувања. Сето тоа вистински. Реално. Како што еднаш се изрази покојниот Колин Стендиш, кога се снимал филмот на Мел Гибсон, каде што го камшикуваат Исуса, се разбира, Джим Кавизел не осетил ништо од сето тоа, освен погрешка осетил еден бич на неговиот грб и дори некој сведочат, што е логично, дека спонтано изреагирал со можда не пцовка, но не, така, нервоза некоја во моментот, како што човек нормално би изреагирал на нешто толку бргу и неочекувано. Меѓутоа, најде тоа било погрешка. Но во Христовиот случај немало филмски трикови. Тој на вистина ги чувствувал сите, ги претрпел сите тие бичеви, сите тие страдања, сите тие клинови, сите тие трња по челото. И сепак Елена Вајд вели дека тоа што најмногу го мачело, толку многу го мачело, што заради тоа не ги чувствувал физичките страдања. Значи, физичките страдања биле како ништо во споредба со ова. Што било тоа? Душевната агонија. Душевната агонија да биде одвоен од татковото лице и да ја чувствува на својата совест, да ја чувствува сета тежина на гревот, проклетството. Замислете, дали може да се замислите колку проклет може да се почувствуваш ако сите гревови на целиот свет се ставени врз тебе, односно како ти да си ги направил еден, сите гревови на целото човештво. Дали може да си замислиш колку проклет треба да се чувствуваш кога тоа би било случај? Продолжуваме со Авраам. И им рече Авраам на слугите своји: останете вие овде со магарето, а јас и детето ќе одиме онаму. Значи сега Авраам не сака ниту публика. Не сака некој што ќе соопштува подоцна на Сара што се случило. Па да видиш, па како го крена ножот, па ова, лелелеле.
уплав. Авраам се оддалечува само со синот свој Исак, со се дрвата, магарето и слугите останаа назад, дрвата ги натовари врз кого? Врз Исак. Дали Исак се уште знае каде одат и што треба да се случи? Не. А како се чувствува Авраам, самиот Авраам? Дали на Авраам му е лесно цело време? Дали Авраам се чувствува комотно? Во никој случај. Значи, Господ сакал и Авраам да ја доживее оваа душевна агонија. Се разбере, ни оддалеку не е споредлива со Христовата агонија на крстот, но барем малку од малку да свати нешто, за со тоа многу повеќе да ја цени потоа Божјата љубов и неговата жртва за спасението и откуп на целото човештво. И дори во 7 стих, значи дрвата беа натоварени на кај Исак, 6-тиот синот свој, и самиот тој зеде во своји раце оган и нож, па отидоа обајцата заедно. 7 стих. Тогаш му рече Исак на Авраам, таткото свој: татко, а тој одговори: што е, синко? А тој рече: ете оган и дрва, а каде е јагнето за жртва? Што мислел Исак цело време? Односно, што си предпоставувал Исак цело време? Значи, Исак си предпоставувал, значи, гледа оган, нацепени дрва. Значи, одиме да принесеме жртва. Може би го прашале Авраам на почеток, каде одиме? Господ ми рече да отидеме на таа и таа гора и таму да принесеме жртва, точка. Која жртва? Точка. Затоа подоцна. Така знаат, така и Исак знае, но сега проблемот, Исак забележува дека има проблем. Нема јагне, нема животно. Ниту понесовме животно, кога тргнавме, ај може би таму, планира тато, може би таму има нешто, но сега гледа дека ни таму нема и дори тогаш го поставува ова прашање. А каде е јагнето за жртва? Ете, Исак знае што се пренесувало на жртва. Што се пренесувало на жртва? Јагне. Нема свињи, нема нешто друго. Било што нечисто. Авраам дали има срце да одговори на ова прашање? Отворено и директно. 8 стих вели: а Авраам одговори: Бог ќе си прибави, синко, јагне за жртва. Значи, уште не му кажува. Уште не се стигнати на точното место, па уште не му кажува. Но Бог ќе се погреши. Со други зборови, не бери гајле. И ова се претворило во пророштво. Иако Авраам не го знаел тоа однапред. Дали Авраам знаел однапред дека навистина Господ имал некое јагне, буквално, подготвено, кое што ќе биде принесено на жртва? Не. И обајцата го продолжија патот заедно и стигнаа до местото за кое му беше рекол Бог. Тука Авраам направи жртвеник и кладе дрва на него, а откако го врза Исак синот свој, го стави на жртвеникот врз дрвата. Значи, тука гледаме дека самата Библија не ни кажува
не ни го раскажува моментот кога Авраам сега му го информира Исака за тоа што навистина требало да се случи и што била Божјата заповед конкретно. Меѓутоа Елена Вајд го опишува тоа во детали. Така да читајте оваа глава во Патриарси и пророци, ќе научите многу повеќе детали за овој настан. Бидејќи мене целта не ми е раскажувањето на сите тие детали, освен некои што ги споменав како за подсетување. Целта ми е да дојдеме пак на самиот крај, на она што Господ потоа му го вели на Авраам. Тогаш Авраам ја пружи раката своја и го зеде, значи дали го прочитав крајот на 9 стих, откако го врза Исак, синот свој, го стави на жртвеникот врз дрвата, сега Исак веќе знае. Тогаш Авраам ја пружи раката своја и го зеде ножот, што? Да го заколе синот свој. Дали Авраам очекувал дека некој ќе му го спречи ножот или раката? Дали Авраам постапил како некој што шутираат пенал? Дали му подзастанала малку раката? Дали се поколебал малку? Авраам бил многу решен тоа да го направи, затоа што го правил со вера. Каква вера? Во што се состои верата тука? Видите, самиот текст не ни кажува во Битие, но апостолот ни кажува во што се состоела верата на Авраам. Во што се состоела верата на Авраам? Јас знам, дека овој мој Господ е толку моќен што може да воскреснува мртви. Па ако тој рекол, жртвувај го својот син, тој може и да ми го врати. Меѓутоа замислете сега, би имали ние таква вера? Да си го поставиме ова прашање. Би имал било кој татко денес, мислам родител татко, за мајки не прашувам, некој татко денес би постапил вака, иако денес, 2000 години после Христовото воскресение, имајќи еден куп чуда, не само од Библијата, цела христијанска историја, знаејќи го сето тоа, сепак, дали некој денешен родител би бил спремен да го направи тоа, а не некој што живеел 19 векови пред Христа. Зошто бил спремен да го направи тоа? Затоа што верувал во воскресението. Тоа е единствениот одговор. И во тоа била Аврамовата вера. Да поставам едно прашање. Веруваме ние во воскресението? Кои све лица знаеме дека биле воскреснати до сега? Дали во историјата познаваме случаеви на лица што биле мртви и Господ ги воскреснал? После? Лазар, Мојсей, после? Само тие? Големото небројно не ни се кажува колку мноштво на праведници од Стариот Завет, што Господ ги воскресна на истиот ден, Великден, и ги однесе во Новиот Ерусалим. Друг? Да. Вдовицата од Наин, синот незин, друг, девојчето, керката на Јаир, Тавита во Делата на апостолите. Ефтих, да. Кој? Кажавте се некој? Добро, тоа е малку дискутабилно. Дали Ефтих, дали медицината би го прогласила. Бил да е човек клинички мртав. Други знаете?
Христијанската историја тврди дека 7 момчиња од Ефес во 3. век. Замислите, биле убиени, биле задушени со чад во пештерата каде што се криеле во времето на императорот Декиус, во времето на паганските прогони на црквата. И замислете, православната историја тврди дека значи тие умреле во пештерата и Господ ги воскреснал во времето при крајот на 4. век. Многу години биле мртви. Над 150 години. Телата им биле нераспадливи, Господ ги воскреснал во сосема поинакво време, кога веќе државата била христијанска, кога и самите се чуделе во кое време живеат. Оделе на пазар, ги гледале парите, поинакви пари, све поинакво во општеството. Значи се разбудиле во иднината, во некоја иднина што за нив била чудна и непозната. Измислите, православната историја тоа го тврди и ми иде да ги прашам сите православни теолози. Значи, овие момчиња цело време биле во бесвесна состојба, тоа го тврдат. Тие биле разбудени и не знаеле што се случува. Не знаеле во кое време се разбудиле и после им кажувале, им објаснувале во кое време живеат, кој е сегаш цар, како самиот цар е христијанин, а не гонител на црквата. И тоа за нив било фрапантно изненадување. Толку драстична промена. Многу интересно. Ако е тоа точно, значи они спиеле. Они буквално спиеле. Тој мислиш визијата на Езекијел. Да. Само тоа е визија. Во ред, тоа е Езекијел 37 глава, ако не се лажам. Но Елисија има воскресение, благодарам што ме подсети на тоа. Кога умрел, некој човек умрел, да, и бидејќи нападнале непријателите, непријателска војска, и немало време да го погребаат мртовецот, и го фрлиле во некоја отворена дупка кај што биле коските на пророкот Елисеј. И што ни кажува Стариот Завет? Воскреснал затоа што ги допрал костките на Елисеј. Значи Господ го воскресна тој мртовец за да обрне внимание. Не се разбира дека моштите на Елисеј сами по себе се чудотворни, туку дека Божјата сила тоа го прави, Божјата благодат, затоа што Елисеј беше негов пророк, негов гласноговорник, негов глас. И сега, познавајќи еден куп, и можеби уште некој, не верувам дека сме ги исцрпиле сите познати случаеви на воскреснати лица до сега во историјата. Можеби има уште некој, не знаеме. Но, знаејќи ги сите овие примери позади нас, веруваме во воскресение. Ај сега да се ставите на местото на Авраам. Дали пред Авраама некој бил воскреснуван во историјата на земјата? Значи, од првата смрт, значи, откако Каин го уби Авела, човечка смрт се мисли, до Авраама, дали некој бил воскреснат или воскреснуван во историјата? Јас не знам. 0. Сега, може да сватите колкава била верата на Авраам. Ние имаме еден куп случаи на воскресенија зад нас, иако сите се дамнешни, многу дамнешни, па затоа денешните неверници, кој станал од мртвите? Добре, не е нешто скорешно, во ред, меѓутоа било. Било, евидентирано е, регистрирано е,
забележено е, историја е. Па сепак се поставува прашање дали денешен родител би го направил тоа што Авраам бил решен да го направи. Но Авраам го направил без да познава никаков преседан на воскреснати лица пред него. А и како таков случај верувал дека Господ ќе го воскресне Исака, бидејќи истиот Господ ветил дека преку Исака ќе продолжи светата лоза и понатаму се до доаѓањето на Месија. Штом Господ ветил дека преку Исака ќе продолжи светата лоза, значи дека и самиот Исак ќе има деца, потомство, наследници. И како ќе има, ако е мртов, па како Господ ќе го воскресне, така. И тој тоа го верувал. И сега мене ме интересира на крај само едно, да го потенцирам и со тоа ќе завршиме. Значи, читавме во 22 глава, застанавме каде? 11 стих. Но ангел Господов викне од небото и рече: Аврааме, Аврааме, а тој одговори: еве ме. И ангелот продолжи: не кревај раката своја на детето и не прави му ништо. Еве, сега забележите ги овие зборови. По трет пат, трета сабота поред и по трет пат ја нагласувам ова иста поента. Еве сега знам дека се боиш или се плашиш од Бога, вели овој превод, штом не го пожали ни синот свој единец заради мене. И потоа вели како Господ им покажал јагне и така натаму. Што мислите? Зошто Господ вака се изразува? Еве сега знам дека се боиш од Бога, штом не го пожали ни синот свој единец заради мене. Кој ги кажува овие зборови? Господ. Ама прочитавме ангел. Така? Кој е тој? Тој е Божиот син. Не е создаден ангел, но така е нарекуван на многу места во Стариот Завет. Ангелот на Заветот. Покрај другите називи негови. Самиот Божи син му се јавил на Аврама, оној што на вистина ќе биде заклан, оној што на вистина ќе биде убиен заради нашите гревови, оној што на вистина ќе ги претрпи сите тие маки на Голгота, за да го спаси Исака од ножот. Но зошто вака се изразува самиот Господ? Еве сега знам дека се боиш од Бога, што Господ треба да види како ќе постапиш, дали ќе го положиш испитот, за да он знае дали си верна или не, дали си верен или не. Зошто така се изразува? Зошто Господ се изразува како да он не знае, па те става на испит, за да знае што мустра си. Зошто така се изразува? Повторно ќе речем, кој треба да се сети? Ние. Денес ние. За нас е ова кажано. Ние треба да се сетиме. Никој од нас, кога се наоѓаме на искушение, на проба, на испит, за никој од нас да не помисли: ама Господ знае дека го сакам, ама Господ знае дека сум уверен, Господ знае дека верувам во Него. Да сгрешам и овој пат, па Господ ќе ми прости. А тој си знае дека го сакам. Точно е ова размислување или не е точно? Не е точно.
Господ сака ние да знаеме дека ако не ги држиме неговите заповеди, значи не го љубиме Господа. Дека ако не победиме, значи немаме вера во Господа. Ние треба да знаеме, според нашиот перформанс, според нашиот исход во пробите, битките, искушенијата, дали јас сум уверен на Господа или не сум. Пошто ќе знам? Јас само треба да знам дали сум уверен на Господа или не. Моето сведоштво дека сум уверен или некои моментални чувства не значат ништо. Тие може да бидат заблуда. Тие може да бидат илузија. Пошто ќе знам дали сум уверен на Господа или не? Ако ги држам неговите заповеди. Како што и рече Исус, ако ме љубите, држете ги моите заповеди. Не постои друг начин по кој самата ти можеш да знаеш дали си верна на Господа или не си. Чувства, емоции, мислења, ставови, избриши ги. Единствениот тест, единствената проверка е тестот на искушенијата. Нека му е фала и слава вечно. Амин.